Ние треба да сме свесни дека јазикот е нешто што се менува, дека животот носи постојано некои промени и ние мора да ги примаме и преку речникот, меѓутоа јас забележувам дека го осиромашува нашиот јазик и има една заблуда кај младите луѓе дека нашиот македонски не е доволно богат, па тие мора да употребуваат странски јазици, односно зборови, меѓутоа тоа не е точно. Мислам дека многу повеќе тие не го познаваат нашиот јазик, ниту пак сакаат да го запознат, за да нема таква предрасуда во однос на странските јазици нашиот. И англизмите нормално дека се присутни преку модерната технологија, ама тоа не значи дека немаме ние македонски зборови за тие сите странски зборови, кои што ги употребуваат се повеќе и повеќе и некако станува тој јазик неразбрив за обичните луѓе, затоа што нашиот јазик го зборуваат сите од секоја возраст говорители. Ама ова е повеќе тренд кај младите, посебно младите кои се вклучени во некакви американски организации или од Западна Европа, па мора да го зборуваат англискиот, ама тоа е повеќе американски, не англиски, па некакви здруженија, па некакви проекти, или пак овие кои што се вработени сега во новите фирми, американски фирми. Воопшто проспектите кога ќе ги прочитате упатство некакво или што и да прочитате, па и некаков портал за нешто што е ново кај нас, па 50% се англизми од зборовите. Тоа не може секој да го разбере, мислам дека нема потреба таков речник да се употребува. Како да е модерно тоа, ама неправилно. Дали е полесно, не знам која е причината зошто толку повеќе се користи латиница, а се избегнува кирилица? Не ми е јасно мене. Значи јас со многу културни институции образовани комуницирам на писмен начин или преку телефон или компјутер и сите тие пишуваат на латиница, а секаде има, на сите паметни телефони има кирилица. Како може да пишува некој да ми распишува конкурс за мајчин јазик, а пишува на латиница? Тоа мене не ми е јасно. Значи, конкурс за Ден на македонскиот јазик напиша на латиница, или сега за Кирил и Методиј напиша на латиница кога тие, создале специфично писмо само за словените, кое подоцна е пренесено во кирилица. Тоа не ми е јасно зошто, ама мислам дека системска грешка, бидејќи оној кој што треба прв да ги воспостави тие правила, прв ги крши, не ги почитува. Значи високите институции, почнувајќи од Министерството за образование, Биро за образование, професорите на универзитет, колегите тука меѓу себе македонски јазик, зошто да не употребуваат и во порталите, во било какви објави се користи најчесто латиница, а постои кирилица во електронска форма. Така што сите треба тоа, и постојат некакви закони за употреба на кирилица, на македонски јазик, ама само постојат, не знам каде, не знам за кого. Дополнителни предизвици носи и вештачката интелигенција, таму пак сосема неправилно изговарање и пишување на одредени зборови. Многу од мои ученици и колеги ја употребуваат и јас меѓутоа јас само како помошна алатка, ама не значи дека сето тоа таму што е напишано е точно, тие се попираат на тоа и некако се им е полесно, бргу и лесно да дојдат до информација, а квалитетот и вистинитоста на таа информација останува во втор план. Таа вештачка интелигенција скратува природната интелигенција на луѓето, посебно на младите, на учениците. И јас навистина веќе кренав раце, не давам никакви домашни, затоа што секогаш добивам една иста домашна од 15-20 ученика. И реков дека ќе ја потикнувам и дека ќе ја оценувам само нивната природна интелигенција, а за да го искажат тоа што го имаат во себе, тој капацитет, нека ја користат вештачката. Ама нека треба да бидат свесни дека тоа треба да биде само алатка, дека не може некој друг да мисли, да знае, и тоа е само повремено и привремено знаење, не е траено знаење и вистинско. Како да се бориме, што треба да се преземе за да се го зачуваме јазикот, да младите повеќе да го употребуваат наместо сите овие англизми или интернационални зборови, за кои што генерално имаме ние зборови во нашиот јазик. Имаме, тоа е нормално да имаме, имаме интернационални зборови, тоа не е ни погрешно, ни штетно. Имаме англизми што се природен тек на нештата, односно се менува посебно со технологијата, ама мислам дека треба да почне од највисоките институции,
прво самите професори и имаме ние лектори, ама на пример јас сум лектор, меѓутоа како да нема потреба од лектори во оваа држава и во порталите, во новинарските редакции треба да се почитува и во учебниците, кога треба да лекторира некој магистарски труд и ги прашувам студентите зошто вака напишано, јас мислам дека треба не дирајте така, рече професорката не сме да се дира. Значи така напишала таа, дали таа знае како треба правилно, дали некој го лекторира тоа што го пишува, може стручен аспект да е апсолутно точно, меѓутоа јазично е неисправно, но не дозволуваат, ниту имаат потреба тоа да се среди како што треба и така се провлекува. Значи, пак ќе кажам системска грешка и од институтите, и од Министерството, од бирото, од самите професори, од сите оние кои што го користат во јавноста, кои што го користат нашиот јазик. Културните институции исто така треба многу почесто да се слават, да се организираат некакви манифестации во чест на наши важни датуми, на важни културни дејци, за да влезе во навика и да се освести народот што значи мајчин јазик, затоа што тоа е еден од главните белези на еден народ. Ние сите имаме згради, сите имаме автомобили, сите имаме езера, сите имаме некакви дипломи, сите имаме камери и училници. Меѓутоа, она пошто се разликуваме е токму јазикот. И тоа треба да се едноставно доживува како посебна вредност и да му се остави и некаков, да се даде некакво посебно значење, а тоа се прави од мале нозе. Уште од градинка, од забавиште треба да се така воспитува, да се негува јазикот, ама не само наменски, кога ќе дојде некој празник. Туку постојано, значи да биде во свеста за тоа дека ние сме тоа и тоа е наше и немаме друго. Треба тоа да си го цениме. По тоа се разликуваме од другите, ама штом се разликуваме, значи имаме нешто свое и тоа треба навистина да го чуваме. А не да го споредуваме постојано и да го омаловажуваме, затоа што тоа е, за жал, во нашиот менталитет. Образованието е клучна алатка, клучна алка за изучување и чување на јазикот. Вашиот совет е како медиумите можат да пристапат и да бидат корисни во зачувувањето и негувањето на македонскиот јазик? Јас кога бев, дали беше средно училиште и порано, имаше многу образовни, културно образовни емисии на телевизија. Ние расневме, значи кога да вклучиме телевизор дома, секогаш одеше некаква емисија, ама на убав македонски литературен јазик. Имаше ученички парламенти, имаше Бушова азбука, имаше фестивали на македонска детска песна, поточиња, не знам кои беа уште. И секогаш во позадина, што и да работиш дома, да миеш садови, нели, да бришаш прашина, да читаш, да се движиш, само ти го слушаш на македонски јазик од гласови на наши говорители од најмала до најголема возраст. Сега таква емисија, јас не знам, може би не сум информирана, меѓутоа навистина многу е сиромашен нашиот програм на нашите медиуми со такви емисии. Може би, еве, во основно училиште, нешто учителките, гледам од моите колечки дека прават некакви настани и работилници со децата, ама тоа треба да биде, значи, во програмата на Министерството за култура, Министерството за образование, свесно и намерно да почне да се поинаку да се вреднува воопшто нашиот јазик и неговата употреба. Значи, многу фактори се во игра, не само во образованието. Културните вредности се градат секој ден и од сите страни, не само во училница 45 минути.